Добре дојавте во За или против. Јас сум Лјупчо Сетановски, мој денешен гостине, Војслав Зафировски, аналитичар, поранешен антикорупционер. Добре дојде. Добро ја најдов. Војслав, една тема која што е неодминлива, најактуелна во моментот, зборуваме за изборите во Соединетите Американски држави, од една страна Камала Харис, од другата страна Доналд Трамп. Кои се твоите очекувања? Работата е во тек, дури вечер доцна може да има нешто, но официјалните резултати минатиот пат беа соопштени дури во сабота, Так. а па оние најофицијалните со електорирањето и се некојаш се случувало да биде и во јануари, така што еве, што очекуваш да се случи? Председателските избори во Соединените Американски држави од секогаш побудувале голем интерес во јавноста, насекаде во светот. Се вели дека тоа се најзначајните избори и така натаму, меѓутоа, лично не очекувам некакви драстични промени во политиката на Соединените Американски држави. Тоа е земја со длабоки традиции, со сериозен континуитет во водењето, особено на надворешната политика, со силна поддршка на нивните традиционални партнери, и мислам дека генерално на тој план нема ништо да се промени, без разлика кој од двајцата кандидати ќе победи. Континуитетот на политиката на Соединените Американски држави ќе продолжи, интересот да ја држат Европа на начин како што ја држат ќе продолжи, континуитетот во однос на прашањето во регионот на Индокина, Тајван, ќе продолжи да се однесува, Соединените Американски држави ќе продолжат да се однесуваат на ист начин како и досега. Поддршката кон Израел ќе продолжи, нема да спласни. Едино може да се промени со доаѓање на Трамп на председателската позиција односот на Соединените Американски држави кон прашањето на војната во Украина, и само тоа може да значи некаква промена. Сметам дека она што Трамп го најавува како мир, брз мир во Украина, дури и под услови на замрзнат конфликт, тоа може да го стори, и од тука сметам дека, според мене, може би е подобар избор Трамп отколку Камала, но пак ќе повторам генерално, не очекувам никакви сериозни промени во однос на генералните одредници која дефинира и досега американската политика. Тој процес на континуитет, на стабилна политика ќе продолжи и не очекувам какви да се други промени во однос на тоа кој би победил. Твој фаворит е Трамп, како што кажа? Мој фаворит е Трамп, да. Очекуваш дека ќе победи или сепак само се надеваш? Се надевам, затоа што сите анкети укажуваат на тоа дека трката меѓу обајцата кандидати е неизвестна, и во прашање се нијанси. Прашање кој во големите држави за кого ќе го дади гласот. Системот на избор таму е многу посложен, поделикатен, така што резултати пред средината на неделата, најбргу, според мене, тешко дека ќе имаме. Во однос на Македонија, мислиш дека ќе се помести нешто или сепак политиката е таа, како што каже и за останатите? Политиката е таа која си има континуитет во рамките на она што Соединените Американски држави го имаат дефинирано како свој приоритет. Ние сме една минорна точка на планетата Земја која за нив и не значи многу. И покрај сите оние, нели, изјави дека ние сме стратешки партнери и така натаму. Да, тоа е за јавност, меѓутоа генерално ние сме маргинализирана средина, територија и така. Една работа е Америка, друга е Македонија, како што рековме, но една работа која што и вест, која што помина некако трчешком бегло, да не речам низ медиумите. Имаше брифинг на премиерот Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМН во петокот. Јас бев таму, на кој што соопшти нешто што веќе беше познато, дека бил следен, буквално кажано, секој негов чек.
Моабетот е дека го снимале од озгоре, она со кое што се подсмеваат по навика они од СДСМ, бил сниман и од оздоле и од озгоре, секој негов момент, значи, на животот е документиран таму. Директорот на Агенцијата за разузнавање во белешките вели дека се чувствувал лично загрозен од председателот на опозицијата. Агенти известувале, лажеле буквално за да му се додворат на тој директор за места каде што е документирано дека тој бил на друго место, но тие изјавувале трето, така што целата оваа ситуација подсетува на некои темни времења таму од минатиот век, да не се навраќаме таму, но еве се случувале во Македонија, колку и да ги минимизираат или да се исмеваат овие од сегашната опозиција, кои што пак имаат некаква си традиционална врска со таа удба озна, те големото УВО, бомбите, та снимале опозиционери, па сега нешто, нели, ова со АНБ и целата таа приказка, нон-стоп некои свиркачи, нешто им кажуваат, но еве, во каква држава, буквално кажано, ние сме живеели, мајки преди што се случувало на, еве, токму со председателот тогашен лидер на опозиција. За мене не беше некое големо изненадување тоа што лидерот на опозицијата е следен во стапка, што се вели, од едноставна причина што најнапред ги знам и луѓето кои седеа во Агенцијата за разузнавање, уште подобро ги знаев и луѓето кои седеа во Агенцијата за национална безбедност. Тоа беа високи функционери во владеачките партии и како што на времето функционираше УДБА како алатка во рацете на политичките елити во тоа време, така и Агенцијата за разузнавање, така и Агенцијата за национална безбедност функционира како алатка во рацете на политичката елита која беше на власт во тој период. Ова е сериозна работа и јас се чудам зошто останатите медиуми не посветија поголемо внимание на ова прашање, од една едноставна причина што станува збор за председател на најголемата во она време опозицијска партија, станува збор за лидер на опозицијата кој ја обединуваше и ги канализираше активностите на целокупната опозиција во Република Македонија, и од овој аспект сметам дека многу сериозно е прашањето што е тоа што се случувало. Генерално сметам дека злоупотребата на државните ресурси за вакви работи е сериозно кривично дело за кое јавното обвинителство треба сериозно да размисли, да дефинира кои се одговорни во таа приказна и да поведе соодветна постапка против нив. Јас овдека би додал дека на времето, во она време кога стварно УДБА беше во зенитот на својата моќ, одлуките за вакви работи, за следење на опозиција, за следење на одредени личности, ги донесуваше политичкиот врв. Значи, не раководителите во секторите во службата, туку политичкиот врв носеше одлука. Се повторува работата, да не се лажеме. Се повторува работата, мислам да не се лажеме. Таа приказна почнува од политичкиот врв и завршува со нив. Меѓутоа, многу пати досега сум кажала и сега ќе повторам, дека без отварање на прашањето на одговорноста на сите оние кои злоупотребувале државни ресурси, кои званичните институции во државата ги користеле за партиски или лични цели и интереси, сметам дека треба да си понесат одговорност, ако сакаме да научиме една лекција која треба да остави трага за идните генерации, да остани како поука, како урок за наредните генерации. И за ова сметам дека јавното обвинителство треба посериозно да се
Може да се декласифицираат тие материјали и кога ќе испаднеме на виделина дека тоа се случувало што правиме со овие хихи хаха што прават намерно и тоа е нарачано сега да не се лажеме. Сведоци сме дека во минатото тоа што како информација ќе го прибереше Агенцијата за разузнавање или Агенцијата за национална безбедност, најчесто беа користени како информации со кои или се уценуваат луѓе, или се дискредитираат, или јавно се платкаат по медиумите и така натаму, што говори за нискиот степен на професионализам во нив. Тие служби си имаат своји други задачи, си имаат своји други надлежности и обврски. И наместо да се ги гледат со закон пропишаните надлежности и задолжувања, тие се бават со минорни работи. Со работи кои се така наместо да штитат државата, се ги штитат партиските служби кои што ги имаат поставено таму, да. И веќе кога го отвараме ова прашање, би кажал дека составот во Агенцијата за национална безбедност ми е многу сумнителен од аспект на нивната честност, интегритет, исправност, неподмитливост, некорумпираност. За целосната структура зборуваме внатре, наследената? Говорам за целата наследена структура, а ова одговорно го кажувам затоа што Законот за агенцијата предвидуваше задолжителен тест за интегритет на секој кандидат, односно на секој вработен од некогашната УБК и предвидуваше задолжително поминување на полиграфско тестирање. Тоа не се случи и голем број луѓе остана професионалци, остана без работа, некои ги пуштија во јавна безбедност, каде што објективно некој што се бавел со разузнавање долг период, нити може, нити сака да се вклопи во тие процеси, така што добар дел од тие луѓе, професионалци, или остана надвор, на улица, или добија некое незначајно место во јавна безбедност. Мислам дека овие работи мораат да бидат итно променети. Да се исправат неправдите, мислите дека ќе може да се исправат неправдите со цел тие служби да се доведат во една работна кондиција, да можат да ги извршуваат работите кои им се ставени во надлежност и да бидат во функција на граѓаните и на државата, на заштита на државата. Дали тука потврдило и собранието, тука онаа комисија за надзор на безбедносните служби, тие немале очевидно абер што се случува. Комисијата за надзор, собраниската комисија за надзор на службите за безбедност, знаеме дека подолг период наназад ниту извршиле контрола, ниту пак очекувам дека во скоро време ќе можат да извршат контрола. Зошто не очекувам во скоро време да извршат контрола? Затоа што сепак тоа е сериозна и обемна работа. Ќе мора да имаат на увид голем број документи, ќе треба да имаат на увид голем број на информации кои ќе треба да бидат декласифицирани. Се разбира, тие луѓе од таа собраниска комисија претпоставувам дека имаат безбедносен сертификат и ќе можат слободно да гледаат, но за една сериозна анализа на тие информации, на тие податоци, треба прилично време. Инаку, собраниската комисија може да влези, имајќи предвид степенот на достапност на информациите кои се класифицирани, можат да ги отворат и овие информации кои се однесуваат на следењето на премиерот Мицкоски. Имаат ингеренции. Имаат ингеренции и во таа смисла нема никаква пречка да
Го истража случај. го истражат случајот и да поведат соодветни постапки што законот ги предвидува. Може би сите работи ќе се средат, но дали ја тука најмногу се сомневам дека може да се среди таа работа, СДС да се откачи од таа удбашка генетика. Ги спомнавме големото уво на Бранко Црвенковски, зборуваме за бомбите на Заев, еве повторно Филипче, свиркачи му јавуваат за директорот на АНАБ за сертификати и се, буквално кажано и мака да ти падне за Ковачевски таче кој што немаше пристап за некакви служби и некакви бомби, писма, свиркачи, било што него не му даде очебино, беше можеби и толку неспособен човекот, па се плашеа да му дадат да не ги изгуби на 2-3 метра понатаму, но еве тој еден од ретките кој што остана без подкрепа и ветер во едра од овие служби. Ке се откачили СДСМ од овој атавизам наречен удбашка генетика, буквално кажем. Или тешко? Ценејќи кои се луѓе се во врвот на Социјалдемократскиот сојуз, мислам дека многу тешко ќе се откажат од услугите на кртовите низ службите кои се нивна силна инсталација уште од поодамнешно време. Нема да се откажат затоа што тие не умеат поинаку да функционираат. Проверен рецепт, така им успеа неколку пати, да. Така е. Па земете шарената револуција, меѓу другото, клучната потпора ја имаа во бомбите. Така. Кои всушност не беа ни петарди. Така. Јас ја викам шарена дееволуција која што направи од луѓето мајмуни, а од државата протекторат, па полека се враќаме на работата. Но она што се случуваше токму со онаа хајка против новиот директор на АНБ, Христовски, она дефокус, ширење магла од реалноста која што почна да станува малку порозова за Македонија, некој се фати за работа, почнуваат да влегуваат пари, инвестиции, луѓето пркна и анкетите го покажуваат тоа. Како гледаш на оваа хајка која што испадна Македонија да се занимава со тоа дали директорот на АНБ имал сертификат за англиски или немал, па најнаш исчезнаа дури и во Бугарија, ја имаше Јулија, фирмата најнаш и таму ја снема од регистарот бугарски како некој некому нешто и да помага, што не е и така случајно, нели? Па најнаш бугарските пасоши на министерката, со тоа се занимаваме, покрај сето она што се случува, некој прави магла за да има отстапка, некој се заштитува или пак... Најнапред сметам дека никој не смее да се заштити во овој период кога се поставува прашањето на одговорноста на се она што и се случуваше на Република Македонија во изминативе 10 години. Значи, никој не смее да биде заштитен. Тоа е првата работа. Втората работа, сметам дека ова е правење магла и обид да се дефокусира јавноста од вистинската работа на оваа влада, на овој состав, на овие луѓе по институциите кои се обидуваат да ги реанимираат институциите, бидејќи беа апсолутно нефункционални, беа во клиничка смрт. И сега целта им е да го минимизираат сето она што како постигнување или сето она што почна да се покажува како нивни неуспех, да го минимизираат. Но во тоа нема да успеат. Нема да успеат. Затоа што сите институции, гледам, се неселективни во она што го работат, подеднакво ги третираат сите прашања, но она што лично замерувам на институциите, што не се малце побрзи во дефинирањето на одговорноста на се ова што се случуваше во минатото. Инаку, ова сега што креваат врева околу новиот директор на Агенцијата за национална безбедност, оди во прилог на она што претходно го кажав. Они не знаат поинаку да функционираат, освен да креираат некаква си афера, ако може така да се каже. Магла дефокус веднаш. Магла дефокус да се направи. Сеир, што би рекла да се и на тој начин да се обидат да стават под тепих се она што тие работеле во претходниот период.
Па да не заборавиме. Директор на АНБ долги години беше Викторио Димовски. Човек од највисока доверба. Од извршен одбор дојде Од највисока доверба на Заев. да. Човек кој беше амбасадор во Белград. И човек кој не доби НАТО сертификат, безбедносен сертификат. Зарем не ви е јасно со кого имаме работа? Така. И сега тие луѓе почнуваат да дискутираат за некој млад амбициозен човек кој е решен да загриза, кој е решен да продри длабоко во суштината на работите и да почне да работи во интерес на државата, да ја штити државата, а не да штити таму партиски поединци или да биде алатка во рацете на раководството на одредена партија. Не ти е симптоматично што јавното обвинителство реагираше на анонимна дојава, повторно анонимна, нема ни храброст тие да пријават со име и презиме, анонимна дојава за сертификатот наводен на Христовски, реагираа за тоа, другите гласови или било какви анонимни пријави не стигаат, многу тешко доаѓаат до нив, но сега реагира, иако ветија дека ќе чекаат мислење од Државната антикорупцијска комисија, не го дочека мислењето на ДКСК и си отидоа нели преку трупа, не е малку симптоматично, повторно оние спреги инсталации од минатото сега ги гледаме. Воопшто не е симптоматично, туку е многу јасно. Составот на луѓето кои се во јавното обвинителство, составот на луѓето кои се во Републичкиот судски совет, составот на луѓето кои седат во јавно обвинителскиот совет, се луѓе од СДСМ и од ДУИ. Така. Тие се луѓе кои се продолжена рака на СДСМ и ништо повеќе. Така што не ме изненадува, тоа е најинертната институција во државата во Република Македонија, поинертна институција јас немам видено. И како такви, тие се сега ставени на најјако Да, за потребите, пуштени на најјако за потребите на СДСМ и на ДУИ. Так. Меѓутоа, се надевам дека владата, дека премиерот многу брзо ќе го започнат процесот на реформи во правосудниот систем. Тие реформи морат да започнат со распуштање на Републичкиот судски совет, значи на највисоката судска власт, Так. со распуштање на јавно обвинителскиот совет, со конституирање на здраво, на ново ткиво, со чинето од луѓе професионалци, без опашки по нив, луѓе со интегритет, луѓе со кредибилитет, кои можат кредибилно да носат одлуки. И мислам дека тоа ќе биде лекот за Република Македонија, кој ќе ги забрза процесите кон подобро. Промените не можат да се случуваат ако немаме квалитетен судски систем. Наместо да се сокријат и да се кријат и да се прават дека работат, нешто што помислив искрено кога се случи она со Лазар Нанев разрешувањето, па и претходно она што претходеше во судската разрешница, која што не беше и некоја разрешница со Наке Георгиев, но како и да е барем некакво си условно осудување што ја разочара јавноста, но помислив дека почнале да работат за да не ги сменат као што ги сменат, но сепак тие покажаа дефинитивно дека царот е гол со тоа што го направија во Академијата за суди и обвинители, се само номинира, буквално си направија една преселба како одстапница, знаејќи дека ќе бидат разрешени, си вработија преку непотизам, роднини, партијци и сето тоа. Зборуваме за истиот судски совет и совет за јавни обвинители кој што си се преселува сега во Академијата за суди и обвинители. Колку требаше да бидат мизерни за да го направат ова во време кога се најавува нивно распуштање затоа што се партиска испостава нечија. Они се толку мизерни колку што се и затоа го прават тоа. Меѓутоа, она што треба да биде промена, што треба да се случи, тоа е да се распушти Републичкиот судски совет,
да се распушти јавно обвинителскиот совет и се разбира, Академијата за судии и јавни обвинители треба да си добие нов управен одбор кој ќе ја раководи нивната работа. Па, многу јасно беше кажано дека Рашковски на добар дел од тие што полагале за судии и обвинители им помагал, им давал одговори и така натаму и така натаму. Мислам, сето тоа не може да се случи без знаење и без согласност на луѓето што седат во Академијата за судии и јавни обвинители. Тоа е едно труло ткиво, комплетно труло ткиво, диво месо кое мора со радикален метод да се отстрани од општеството. Ако сакаме судски систем во кој граѓаните ќе имаат доверба. Пред се граѓаните. Тие се оние што ја оценуваат државата и нејзиниот квалитет. Дали сето она што се случува, она што го коментиравме за СДСМ, сите тие дефокуси, дигресии, од друга страна е пак дуи тие прават дестабилизации што веќе не, е поврзано со она што го спомена токму ти очекувањата на народот. Тие се дека некој ќе одговара за она што се случуваше минатите 7 години, особено, нели, на секое можно поле. Во прилог на тоа и на основаниот страф за целата оваа приказка доаѓа денешната најава на министерот за внатрешни работи Тошковски, кој што најави многу интересни моменти во следните денови поврзани со криминалот кој што се правил во изминатите години од минатата власт и со актерите поврзани со него, така што дали сето ова всушност е буквално една увертира во она што ќе следува. Најнапред би сакал да прокоментирам дека граѓаните очекуваат брзо и ефикасно институциите да си ги завршат работите и одговорните да ги стават за дрешетки. Тоа го очекуваат. Без пардон. Без пардон. Каде и да одам, каде и да со кого и да разговарам, очекувањата се идентични. Ајде, кога ќе почнете? Значи, тоа е едно прашање кое граѓаните очекуваат еднаш да почне да се реализира. Ова што се случува со активностите на Министерството за внатрешни работи, лично многу ме радува, затоа што картовите, или како би рекле, инсталациите на криминалците во институциите на власта се многу силни. И најнапред треба тие да се исчистат. Најнапред тие треба да се исчистат, а потоа се останато. И добро е што еве за почеток беа фатени тројца, но министерот најавува нови интересни случувања. Ќе имаме и други, очекувам, други лишувања од слобода на лица кои се вмешани во тие процеси на оддавање информации, на доверливи планови и така натаму и така натаму. Граѓаните го очекуваат, министерот го ветува, очекуваме резултати, очекуваме да видиме што ќе се случува. Ревизиите се во тек, тоа го покаже и пресконференцијата минатата недела на ВД директорот на Фондот за иновации и технолошки развој. Зборуваме за 3,2 милиони евра поделени на 60 фиктивни проекти фантомски. Знаевме дека се краде, дека се прават зулуми, тоа беше јавна тајна, но полека работите излегуваат на виделина 60 фиктивни и фантомски планови, проекти, како и да ги гледаме, се основа за 60 кривични пријави, ако не се лажам, но има и други работи кои што беа извадени таму, има два многу инвентивни града, иновативни до бескај, може да претпоставиме кој е едниот, се кладам во што и да е дека е Струмица, за другиот ќе видиме дали е Струга или кој да е, но еве 3,2 милиони евра, ова е само почетокот, одлеани во нечии џебови, тоа во просек на 3,2 милиони се по 50 и нешто илјади евра на проект, минимум би било. Многу пари, многу одлеани, очекуваш полека да издегуваат работите на виделина. Очекуваме сите, но верувам и дека не е така едноставно да навлезеш во криминалот и со докази да настапиш аргументирано за тоа што се правило. Мислам дека тоа е процесно, кај да е полека како печурки по дожд ќе издегуваат работите.
очекувам Државниот завод за ревизија, државните ревизори, да си ја завршат работата на најкоректен начин, како што и досега работеа. Затоа што Државниот завод за ревизија, државните ревизори се едни од најреспектибилните институции во Република Македонија. Институции кои не подлегнуваат на притисоци, не подлегнуваат на политички влијанија и од тука очекувам за едно догледно време Државниот завод за ревизија да ги покажи сите сознанија до кои ќе дојди за неправилности, за незаконитости во работењето. И ова што се случува во Фондот за иновации, тоа е страшна работа. Дефинитивно, без критериуми, без некаков... Така, измисли топла вода, дај, а она што се случи, се сеќаваш во Нови Сад, Свети Николесот, значи сме имале чудо, буквално кажано, човека што е избркан заради тоа што тие во Фондот за иновации не го препознале, наводно не го препознале, не бил партиски член, и го оставиле Сазовски настрана за да човекот си ја бара среќата, а во Белград бил респектибилен човек, респектиран од сите негови колеги, затоа што го работел, ама не одговарало затоа што не носел пари за партијата. Во Фондот за иновации, основниот критериум дали одреден проект ќе помине или не, треба да биде општествениот бенефит од таквиот проект. Тоа треба да биде основниот критериум. Се останато значи дека нема вредност и дека треба да се тргни на страна. Во случајов, сметам дека тоа се партиски фирми, без натаму, без да се лажиме. Вториот ден просто излезе дека голем дел од фирмите се поврзани директно со фирми на Заеви, Еленица и компанија сестри фирми, и другата неодминлива компонента се вика Али Ахмети, односно секаде кај што има пари е кој? Дрин Ахмети, и него го спомна. Така е. Сите го знаевме тоа, но убаво е да видиме со факти вака, нели, да биде подкрепено. Државниот завод за ревизија кога работи многу темелно, работи врз основа на документи, врз основа на материјални докази, и сето тоа го документира и го приложува во финалниот ревизорски извештај. Така што тој финален ревизорски извештај оди и во јавното обвинителство, оди и во Државната комисија за спречување на корупција, чинам дека оди и во управата за јавни приходи. Меѓутоа, еве досега, обвинителството не сум слушнал дека покренало истрага за некого врз основа на извештај на Државниот завод за ревизија. Тргани се настрана извештај. Тргани се не ги читаат. А ако ги погледнете тие ревизорски извештаи со целокупна документација која се приложува во смисла на тоа дека ова се доказите за овие констатации што се наведени тука, останува само формално да се спроведи истрагата. Ги имаме материјалните докази, имаме убаво срочена приказна за што се, како се трошени тие пари, и обвинителот само треба тоа да го преточи во обвинителен акт и ништо повеќе. Меѓутоа, тоа не се случува наназад со години. Се сеќавам уште од 2011 година, како Државна комисија за спречување на корупцијата, имавме поднесено голем број кривични пријави, токму врз основа на ревизорските извештаи. Ниту една пријава не беше ефектуирана од страна на обвинителството. И покрај тоа, што во ревизорските извештаи имате докази, имате се она што е потребно за еден предмет да се оформи на начин како што тоа треба да го направи јавното обвинителство и да се процесуира и да се пушти во судска постапка. Имаме уште многу теми за отворање. Ќе зборуваме за она што се случува во Македонија. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас.
Се враќаме во за или против, мој гостин е Војслав Зафировски. Војслав, едно раздвижување што се случи во Македонија, едно буквално кажано проветрување кое што настана од 8 мај па наваму, донесе и резултати директно кажано и буквално на терен. Зборувам за анкетата која што беше лиферувана минатиот петок од Ипсос, која што вели дека околу 36% од македонците дека Македонија се движи во погрешна или делумно погрешна насока, а скоро 50%, односно 49,9% се дека се движи во позитивна насока. Што е работата и проблемот во наводници тука, што анкетата е сега направена во октомври, почетокот на октомври до 20 некаде од прилика. Споредбено со неа 7 месеци предходно имаме една анкета на еминентната ИРИ направена во периодот од 2 февруари до 2 март. Таа пак вели дека над 70% од македонските граѓани, независно македонци, роми, срби, како и да е, велат дека Македонија се движи во погрешна насока. Во превод, имаме преполовување на песимистите и досега невиден, да не речам, број на оптимисти во Македонија. 50% од жителите на оваа држава мислат дека Македонија се движи во вистинска правилна насока. Премногу малку време е оваа влада можеби, но сепак расположението на народот драстично е променето за многу краток период. Очебидно, дали можеби не е само од оваа влада, туку многу им бил пукнат филмот, да не речам, со овие што беа предходно, но и секако и резултатите на новата влада. Ајде вака да ги погледнеме резултатите. 70% во март месец сметале дека Република Македонија оди во погрешна насока. И со право, затоа што тогашното државно раководство распродаваше се што е национално, се што е значајно за Република Македонија, почнувајќи од култура, од идентитет, од јазик, немаше сегмент кој ја креира нацијата, а да не биде ставен под лупа и под прашање. Па да треба некои комисии таму за историски прашања да дебатира и да кажува што било, како било. Тој систем на анационално однесување заврши со 8 мај. После изборите, веднаш се виде решеноста на новоизбраната власт да ги промени тие работи. Веднаш се позиционираат црвените линии, кои се, каде се, какви се, и нема отстапување од нив. А ние имаме Република Македонија и ништо повеќе, таа ни е единствената национална држава. И не може со неа да се тргува. Нити со државата, нити со јазикот, нити со идентитетот и со ништо што не прави тоа што сме. Граѓаните тоа го препознаваат. И баш сум пријатно изненаден од високиот процент на луѓе кои ја препознаваат промената. И сега би додал овдека уште, ако прашањето на одговорноста за се она што се случуваше изминатите 10 години се отвори и тие луѓе се изведат пред лицето на правдата, јас верувам дека преку 70% од граѓаните во Република Македонија не ќе сметаат, туку ќе знаат дека Република Македонија се движи во вистинска насока. Не се сомневаш дека ќе има одговорност, сепак? Не се сомневам. Не се сомневам, апсолутно тука не се сомневам. Меѓутоа, очекувам тоа многу побрзо да се случува. Значи, да нема одлагање, да нема чекање, но ги разбирам и институциите, бидејќи за да има вистинска одговорност, треба да се приберат и доволно докази за она што е работено и она што е сработено. Како одговор, буквално кажано, на оваа анкета која што беше поразителна, особено за СДСМ, која што има 7% доверба и е заедно во пакет и со Влен и со Дуи на тоа ниво, а Филипче има 5,5.
одговорија со една наводна, не кажа ниту извор, ниту ништо, никога е направена, ни на колкав примерок, ниту со каков метод, анкета која што велела дека 65% од граѓаните биле наводно разочарани од работата на оваа влада, иако анкетата на Ипсос која што ги има сите овие атрибути наведени како што треба, вели дека 21,3% е расположението, но тоа не го спречи Филипче вчера, вратен така со боичка малку беше од Дубај, предпоставувам, да го каже тоа контра ефект на целата приказка. Се обидели да протури една нивна приказка и како гледаш, еве, го нашнавме тоа Дубај се уште втор ден поред социјалните мрежи вријат од она што го видоа како случување во Дубај, како го видоа овој чин во моментот кога партијата му крвари, буквално кажано, и итакон пасокизација, тој оди во Дубај ни повеќе ни побалку со Зоран Заев, кој што знаеме, кој што и зошто е и чиј наследник на тронот всушност вози, шета со себе. Јас се шегував со авионот, можеби ќе одели и во Лас Вегас, ама било предалеку, можеби ќе го направат на плин за да биде поевтино, но еве она што се случи во Дубај во момент кога се случува се тоа во државата, особено во опозицијата, некој оди на забава таму од етичка гледна точка, ако не од друго, нели? Ајде, две работи се во прашање. Најнапред на првата ќе одговорам. Таа анкета најверојатно што ја спомна Филипче, претпоставувам дека има правено Ѓорги Спасов во рамките на неговото семејство. Так. Толкав е примерокот на испитаници и врз основа на тоа е 65%. Да, 65%. Немаат ниту анкета, тоа се произволни кажувања од ракав истресено, само со цел да се кажи нешто. Да се намали поразителноста на податоците вистински. Да се минимизира, ако може, ама не може. Да се релативизира, така, но тоа не може. А за Дубај, знаете што, човек кога ќе биде избран на јавна функција, тогаш и обврските и одговорностите се поинакви отколку кога е обичен смртник. Тогаш мора да се внимава каде се оди, со кого се дружи, каде седнува, со кого седнува. Се сеќавате на оние фоткине на Заев со еден буљук криминалци. Со принцот на Црна Гора исто така. Да, и со принцот на Црна Гора. Па онаа убава конверзација со оние двајцата украинци, так, комедијанти. Мора да се внимава на собствената личност. Така што не го коментирам приватниот живот. Приватниот живот му е негова приватна работа. Меѓутоа, тој е председател на една поголема опозициона партија во Република Македонија. Партија која до пред некое време беше на власт. И одењето во Дубај, концерти, сликање со, праење селфи со, не знам, естрадни уметници и така натаму, тоа е грда слика за човек кој е носител на јавна функција, кој има амбиција да предводи партија која утре ден би тропнала на вратата да биде владеачка партија, а тој да биде премиер. Тоа многу зборува за човекот. Тоа многу говори за неговиот однос кон сопствената партија и кон граѓаните кои ја поддржуваат таа партија. Тоа е нешто што објективно не треба да си го дозволува. А како и зошто, предпоставувам дека кумот негов го има наговорено, па имаат заедно одлетано до Дубај. Наш ефтин лет, сигурно. Дефинитивно. Дали сепак според она што се случува во изминативе повеќе од 4 месеци, мислиш дека имаме сила да излеземе од она кал и тиња во која што не навасаа токму овие дечки во Дубај? Длабоко верувам дека имаме сила и длабоко верувам дека ќе испливаме од калта во која не внесоја дечките од Дубај. Сметам дека овој состав
на владата има капацитет и она што е уште позначајно, имаат енергија, добра волја, имаат ветер во грбот од граѓаните на Република Македонија за да истраат на патот на ревитализација на институциите, исправање на грешките кои се однесуваа на се она што можеше да се случи во Република Македонија и длабоко верувам дека ќе успееме како држава да застаниме на нозе, да ја исправиме кичмата. Многу некои се жалат дека не знаат зошто биле напаѓани на пазарите или каде и да е. Нека подразмислат. Нека подразмислат. Кои гревови им се товарат на врат и нека се подумаат малце. Ти благодарам што беше мој гост. Нема зашто, ми беше задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.